Сите имаме стилски лудори, па ги моите. За почеток, на крάτот се моделјане си има фишетирано, има слика од тоа, не знам кај ми е, така да не можам да ви ја покажам сега. Овде сум стрижен единиче и не е толку лошо. Мада мајка ми разни комплименти ми нададе за ова. It's fine. Мајки ко мајки, знаете како е тоа. Тоа е нормален процес. 2016 крају или не, 2017 јас истрижав нула. Немам слика од тоа, ама потоа тоа пак се повтори. Ако реков демка нема никој што да го направи. 2022 година Дејан реши да се сврба. И кладе када и боја на глада. Гледате? Така е направена. Жолто, малце закосено. И вервајте, овде, буквално, сум со кадаив на глада. Ама тоа што ќе му упреш ме мана тогаш, ајде дојме да се фарбаме и да си сврбав. Мада, ко сме кај ова боја, чекајте да видите нешто. Па пилиње овде сум жими се ко Тијана Дапчевиќ. Гледајте. Исти ночари, иста фризура. Жими се ко си сврбав, одното го констатирав. Па, иако мислев дека нема поќе да се фарбам, од февруари, јули, ојдов пак си сврбав истата година. Само што оставив горе да има кадаив, а од страна да биде мојата нормална коса. И тоа. Одиме next. Ноември 2024 година. Дејан ја повтори историјата од 2017 се стрижа повторно. Нула. Ајде е потопол месец ќе се стрижеме. Човек ти во ноември да се стрижиш, значи треба да ти е ладно. И после неколку месеци, односно следниот месец, мене макнеа синусите. Дали беше тоа или не беше, ама треба ти да си манат да си стрижиш. Нула од толкава голема коса што имаш во ладен месец. Ама тоа е Дејан неко Дејан. Не му ја мисли многу, ако мисли да направи некоја промена, оди ја прави, па што сака нека биде. Таков сум. И сега последно, во јуни 2025 година, јас пуштив Мустак, ама пријателе ова не е Мустак, ова личи на бумеранг. Едноставно. Како и да е, јас сум ги правил тие промени, биле смешни, биле симпатични, биле вакви, биле такви, биле онакви. It's fine, кој ќе ги види сликите, односно кој ќе видам сликите, ќе се подсетам на тоа, малце ќе се изнасмеам, малце ќе си речем што сум мислел, да нешто ќе речем било убаво, ќе било гордо и така натаму. Искрено дали нешто ќе смислам нешто, не знам. За сега валјда не, ама да кај мене ништо не е сигурно.